Назад сме во студиото и како што најавив разговараме со колешката Лепа Џундева, која што денеска беше на основачкото собрание на Сдруженијето Совет на амбасадори, тело надвор од државните институции, непартиско и непрофитабилно Сдружение на амбасадори, кое што би требало да и помогне на Македонија на својот пат кон Европската унија и НАТО. Лепа, здраво, и деталите ги чекаме сега. Да, основачко собрание на Совет на амбасадори денес во ФОН. Имаше околу 20 амбасадори кои што присуствуваа денес на овој настан. Меѓутоа, самото здружение брои околу 100 членови. Не е составено само од амбасадори, туку и од поранешни министри за надворешни работи. Денеска присутен беше професорот Фрчковски. Се надеваме дека сето тоа дека ќе земе поголем замав и дека ќе се прошири со оглед на тоа дека ќе треба да помага во евроинтегративните процеси на земјата, но и за поголема транспарентност, разбира, кон медиумите. Председател се избра денес, станува збор за амбасадорот Лупчо Арсовски, тој е всушности првиот амбасадор на Македонија во Република Грција. Да, тој беше 8 години таму, па е добар познавач токму на состојбите и на односите помеѓу Северна Македонија и Грција, како и евроинтегративните процеси. Се избра извршен одбор од кој што брои 9 членови и двајца подпредседатели. Сега нивна задача, како што кажа ти, морам да се надоврзам дека е непартиско здружение кое што е надвор од институциите, финансиски независно и кое што треба да биде на некој начин советодавно тело за институциите, за Министерството за надворешни работи, кое што треба да помага во евроатлантските интеграции на земјата. Да, и имаме некои изјави, така? Да, имаме изјави. Од кога заврши овој совет, откако се избра членството и председателот, имавме независно од тоа медиумите изјави, поточно неколку прашања со председателот Арсовски. Тука станува збор за ги спомнавме председателските избори со оглед на тоа дека еден од кандидатите спомна дека кога би дошол, нели, кога би станал еден председател, би го вратил преспанскиот договор и нели би оделе процесот би бил малку поинаку, за кој што тој кажа дека не може да биде реверзибилен и дека во меѓународните односи работите стојат малку поинаку. Исто така се спомна и за преговорите со Европската унија, дали јуни е реален датум. Токму тоа беше моето прашање, дали треба да очекуваме овој јуни да добиеме датум или ќе чекаме до октомври, меѓутоа предлагам да слушнеме што. Да слушнеме па ќе коментираме. Ние се наоѓаме во предизборна кампања за председател, каде што се спомнуваат различни работи, каде што ќе ни помине и април и мај, а ние треба да ги направиме оние други критериуми што Европа ги бара, тоа се медиумите, тоа е судството, тоа се институциите, каде што се преоптоварија со партиски вработувања, каде што мора да дојде до израз квалитетот, бидејќи кога одите во Брисел не ве прашуваат од која партија сте. Ве прашуваат што завршивте домашната задача дома. Дали е тоа одсуство? Дали е реална дата или сепак треба да чекаме до октомври? Видите, ако сме чекале 30 години, за мене октомври не е, со тоа може да биде само партиско, понатаму препукување, подценување, желба да се добијат гласачи и така натаму. Јас не сум партиски определен и не сакам на тоа. Меѓутоа, професионално ние мора да работиме на исполнувањето на критериумите. Ако исполниме критериумите до јуни околу специјалното јавно обвинителство, нови судии, одредени случаи да веќе се завршат, тогаш ја мислам дека датумот не може да ни побегне. Лепа, имаше ли можеби некакви изјави или коментари во однос на исто така она што е Брденовиве, многу се збори во фокусот на јавноста, дали евентуално постои некаква можност Турција да не блокира кон патот кон НАТО? Да, Јана, имаше прашање со оглед на тоа дека Турција во последно време има изјави дека
земјата не ги испорачува гюленистите или приврзениците на ФЕТА организацијата и дека дали е возможно да очекуваме, затоа што имаме 11 земји кои што го ратификуваа протоколот со НАТО, дали токму Турција може да биде блокатор, а досега беше најголем поддржувач на земјата во НАТО интеграциите. Амбасадорот Арсовски смета дека не би требало да се мешаат во внатрешните работи на државата и дека би требало да тече се како што и досега. Тоест да се ратификува и таму овој протокол за членство во НАТО, па и овој декември да се седне на масата како полноправна членка на НАТО земјата. Да, и пред крај едно твое видување денеска, како што кажавме, беше на основачкото собрание на Советот на амбасадори. Сметаш ли дека е навистина потребно едно вакво тело и дека би дало резултати во однос на тој надворешен план, надворешна политика? Токму и тоа ни беше тема на еден од разговорите со амбасадорот. Дали е доцна ова формирање на ова здружение со оглед на тоа дека имаме два мокини меѓународни договори, почнувајќи од договорот за добрососедство, па потоа Преспанскиот договор. Меѓутоа тие сметаат дека не, дека допрва ќе комуницираат и со институциите и дека допрва ќе имаат доста добри совети во билатералните, мултилатералните односи, во комуникација со меѓународните организации, сето тоа за подобра интеграција во Европа и НАТО, се разбира. Така. За крај, разговорот со Лепа го завршивме и за овие НАТО и ЕУ теми. За крај сосема неповрзано информација која што пристигна неодамна. Златко Славенски, режисер и драматург, ненадејно почина во Скопје. Беше професор на Факултетот за драмски уметности, роден 1966 година. Така еве, со ова не толку стрикна информација го заокружуваме овој блок од отвореното студио. Секако тоа беше и нашата колешка Лепа Џундева со детални информации околу основањето на собранието на Советот на амбасадори, функционирањето на ова тело. Ќе видиме доправо какви резултати ќе даде. Останете со програмата на нашата телевизија. Со мене и со колегата Чаловски ќе се видите во 17 часот, а сега следуваат вестите на 1 ТВ.